На Zoom платформата треба да имам професорката Елена Џукеска, председателка на Независниот академски синдикат. Добро утро, професорке, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и благодарам и јас за поканата. Прво ве повикавме да поразговараме за етичкиот кодекс кој ви бил предложен од страна на управата на УКИМ, а вие имавте потоа и реакција во јавноста. А реакцијата гласеше дека предложениот етички кодекс е алатка за репресија на слободната мисла. Што конкретно е проблем во овој етички кодекс и тоа е поточно во кој дел сметате дека ја репресира слободната мисла? Главниот проблем е во тоа што го става делувањето на синдикатите, здруженијата и фондациите во контекст на дефиниција на поимот злоупотреба и на тој начин, на некој начин се искривува значењето на овој збор и имплицира за вработените дека членувањето во синдикати, здруженија или фондации може да биде неетичко ако ректорската управа, односно раководните лица на факултетите на универзитетот сметаат дека делувањето не е во согласност со воспоставените догми на универзитетот. Особено е опасно што се предвидува постоење на некакви етички комисии за кои што би се грижеле за спроведување на етичкиот кодекс, меѓутоа право да поднесат пријава за неетичко, дискриминаторско однесување и вознемирување, значи правото им е дадено само на раководните лица и органи, а работниците, вработените и студентите може да поднесат пријава само во случај на вознемирување. Што значи дека и не е предвидено, се разбира, не се предвидени оние, некакви постапки на опомена што се предвидени за наставниците и соработниците, не се предвидени фактички за раководните лица, со што се отвара, се разбира, слободен простор да раководните лица се пресметуваат со неистомисленици. Што значи, например, денеска со овој свој разговор јас кај вас, ако раководните, да речеме, лица би процениле дека кажам нешто што го нарушува угледот и интегритетот на универзитетот, а при тоа немаме јасна дефиниција што значи тоа, можам да бидам предмет на, да речеме, на јавна опомена. Ако добро разбрав од она што го прочитав во реакцијата во тој предложен етички кодекс, практично се забранува на професорите во јавност да истапуваат со ставови кои не се конкретниот став на УКИМ, односно на раководството на УКИМ. Ова е малку повеќе од скандалозно, бидејќи знаеме дека професорската фела е токму она која треба да креира ставови и мислења, впрочем да се грижи за плурализмот на мислењата. Во спротивно не би можела ниту една наука да оди напред. Дали тоа го пишува во етичкиот кодекс и ако е тоа така, дали ќе преземете некакви други действија, бидејќи ако тоа го пишува, тогаш имаме сериозен проблем со слободата на говорот. Точно така, проблем е тоа што се регулираат, меѓу другото, и јавните настапи, без при тоа да се потенцира дека всушност стандардите на професионалната етика на професорите би требало да го имаат во својот фокус односот кон вистината, кон научната вистина, и се разбира од таа смисла е многу важно да се овозможи правото на критика и не само критика. Значи ние очекуваме овој документ да речеме да биде највисок облик на само регулирање на автономијата на универзитетот во таа смисла, а не да се забранува или точно да се определува како некој би се однесувал во јавност. И да, се разбира дека е многу опасно и очекуваме да не биде прифатен. Ние предлагаме овој текст да биде повлечен, да тргне расправата повторно од Сенатот. Најпрво ни треба едно објаснување зошто постојниот етички кодекс се напушта, а зошто не се надградува, да речеме, тој. Ако се разбира дека би требало да бидат вклучени и синдикатите, бидејќи голем дел од работените веќе членуваат во синдикатите, и очекуваме да има соодветна јавна расправа во целата постапка. Да би оделе, би ги искористиле сите механизми правни кои што ни стојат на располагање, доколку
навистина Сенатот реши да го прифати овој акт ваков како што е. Ова важи, ова е оправдано само кога се безбедносните служби во прашање, тие се интерно уредени така за да не смеат нормално да одат против институцијата, но професорите и академската јавност се нешто сосема друго. Така што планирате ли да преземете нешто освен оваа јавна расправа, освен оваа дебата во јавноста која треба да се отвори, ќе постапите ли правно било како, ќе поведете ли некаква правна постапка за ваквото однесување доколку сепак раководството реши да го усвои овој кодекс? Да, се разбира. Значи сега најпрвин ќе апелираме до тоа сенаторите да не го усвојат овој нацрт документ. Доколку сепак се случи тоа, ќе искористиме се што ни стои нели на располагање како легален инструмент да го оспориме текстот. Дали на ова гледате како напад против синдикатите или напад против слободната мисла на професорите? Па дефинитивно да, постои некаков страф од независниот академски синдикат, можеме слободно да кажеме, бидејќи во принцип ние излегуваме во изминатиот период секогаш во јавност и ги отвараме, да речем, важните прашања и проблеми. Да, страф од синдикализмот и е напад на слободната мисла, се разбира. Професор, и мора да се спротивставиме на тоа. Професорке Ѓукевска, би сакала да ви поставам прашање и генерално за научно-истражувачката дејност. Вие сте професор на филозофскиот факултет, ние сме држава која многу мал процент од бруто домашниот производ одвојува за наука и за истражување. Каков е вашиот став за ова? Дали финансиите се можеби еден од главните причини зошто тапкаме во место? Се разбира, да, финансиите се сериозен проблем. Мора владата, нели, но и генерално и бизнис заедницата и сите граѓани на државата да сватат дека високото образование не може да се развива без соодветни финанси, дека всушност вложувањето во наука е влог во развој на државата и тука работите мора навистина драстично да се промени. Тоа е голема пречка. Пред да побарам ваша оценка за предложените реформи, во изминативе 2-3 дена им излезе една полемика, поточно дел од професорите лиферуваат различни информации во јавност, потоа демантираат, се однесува на укинувањето на катедрата за македонски јазик, па дали се зборува нешто во низ факултетските ходници, дали е ова вистина или се уште останува ова на ниво на шпекулација? Мислам дека навистина не ни вреди да се одговара на вакви прашања, бидејќи тоа е просто невозможно да се случи. Се разбира дека никој нема чуено нешто така. Тоа е една и повеќе од безобразна шпекулација. Сега вашиот став за реформите најавените, односно предложените реформи во основното образование. Прашувам за укинувањето на историјата, поточно за приспојувањето со други предмети и генерално спојувањето на предметите на општествени и природни, без да учиме една по една наука, како што тоа беше случај до сега во нашиот систем. Реформата ни е и повеќе од потребна и имаме обврска како професори во високото образование да поддржиме една таква реформа која што ќе даде пред се импулс на автономијата на наставниците. За жал, целото прашање се ispolitizира уште од самиот почеток, како што кај нас постои еден тренд во изминатиот период буквално се да се политизира на еден погрешен начин, наместо да се дискутира суштински за работите. Практично не станува никаков збор за укинување на предметот историја, всушност и тоа спојување на повеќе на изучувањето на повеќе науки преку модули во една целина е повеќе тимска работа отколку на повеќе наставници, отколку да речам спојување во еден предмет, бидејќи сепак сите наставници што и до сега
ги предавале посебно предметите, повторно ќе ги предаваат и понатаму во рамките на тие модули, но ќе се изведува, да речеме, една заедничка оценка. И со тоа всушност се создава можност за унапредување на соработката, тимската работа, а и на некој начин ќе се стимулираат учениците да ги гледаат во една целина работите, нели, и да дојдеме потоа во некоја можеби наредна фаза конечно или до тоа да навистина се развие една суштинска интердисциплинарност. Така што сметам дека оваа реформа е важна и дека треба да се поддржи, се разбира дека за да се спроведе успешно треба време и ќе требаат исто така и тука прилично финансови вложувања од страна на државата, особено во она што значи дигитализација. Значи тоа не е ефтино. Освен квалитетот на наставата, во јавноста се отвори и дилемата на наставниците, на вашите колеги од основното образование, кои во прво време излегува со реакција дека и можеби нема да имаат доволно часови. Очекувате да се изнајде механизам за да се средат и тие неколку работи кои се уште останаа да лебдат во воздухот? Да, на некој начин сега се распределуваат малку поинаку работите, нели, како што може да се разбере од концептот, односно се остава повеќе простор за индивидуална работа на наставниците со учениците преку проекти, проектни активности и друг вид на училишни активности. Тие се разбира ако имаат можност нели сами да предлагаат изборни предмети, просто се реорганизира начинот на работа. И тука секако дека се очекува дека Бирото за образование, за развој на образованието и Министерството за образование ќе треба нели да си ја завршат својата задача, односно да ги развијат сите механизми нели позадински за тоа да функционира како што треба. И како што реков и професорите од високото образование тука имаат морална и етичка обврска нели да дадат поддршка на овие процеси, стручна поддршка како што ќе биде потребно. Колку време ќе им биде потребно и на професорите и на училиштата да ја направат целата оваа реорганизација, бидејќи навикнати се со години да работат во еден многу поинаков систем, да предаваат само еден предмет на пример? Практично и понатаму секој ќе го предава, нели, она за што е стручно способен. Мислам дека се предвидува некој период од 4 до 5 години, нели, за да се заокружи целата реформа, што не е мислам лошо замислено. Не треба да ја потценуваме желбата, односно ентузијазмот и волјата на луѓето да направат нешто ново. Или ни се чини дека нема да може да се случи, меѓутоа мислам дека треба да гледаме на тоа малку пооптимистички и дека тоа ќе даде еден нов импулс на развој на нештата во општеството. Професор Елена Ѓукевска, благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во денешниот утрински брифинг. Секако имате отворена покана и ве очекуваме и во студиото во некој од наредните изданија. Да, благодарам ја за поканата и да се надеваме дека за скоро време веќе ќе бидеме слободни и со физичко присуство да се гледаме сега.